Најмногу од се, кога се обучал јас, си ги сакав овие часови во природа. Јас може би не се сеќавам на некој час кога учителката не донесла во зоолошка градина, ама најмногу ми се допаѓа вака кога ќе разговараме. А кога реков ќе разговараме, еве тука е Чичко Михо. Чичко Михо Атанасоси кој држи една од неговите збирки песни и басни, па без да одолго влекувам да чуеме една негова песна. Ајде Чичко Михо да чуеме, па потоа ќе разговараме. Еве ќе кажам јас ветер. Ветерот знае силно да дува и на ридот и во долината. Но од него најмногу се чува дрвото што стои само на голината. Значи дрво. А вие другари сте читале некој од овие песни на Чичко Михо? Да. Браво. Браво. Јас мислев дека некој не читал. А ти си читал? А? Браво. Се расплака еден лав на плоштадот, почна страф и тага да го видат. Кога виде колкумина се во градот во лавовски кожи што се кријат. Чичко Михо пишувал и за лавот. Деца, знаете како ме викаат? Силен сум бил како лав. Ау! Ама посилни се 10 волци од еден лав. Ајде, бидите силен сега како лав. Од еден лав посилни се 2 лава. А уште посилни се 10 волци, кога на исто мислење стоят. Па затоа кај луѓето често збрки се прават. Им се лутат на лавовите, а всушност волците капите им ги кројат. Има ли, например, некој од вас, другарки и другари, да постави некој прашање? Ајде. Чичко Михо, ве слушнавме вас, ја слушнавме тетката и чичката, како рецитирате песнички. Кажете ни, што вас ве привлекло, што вас ве предизвикало да пишувате песни за животните? Па деца, јас кога бев колку вас мал, не живеев овде во центарот на градот, туку негдека на крајот на градот, во една бавча, каде што имаше многу животни. Имаше мачиња, кучиња, имав 12 кучиња, со нив најмногу се дружев. Така да таа љубов кон животните и понатаму продолжи во мене и јас често пати кога пишував се сеќавам на тие мои стари пријатели. Токму тоа сака ви да прашам, пријатели. Животните се добри пријатели, нели? Домашните животни се добри пријатели на човекот. Отаму веројатно и кога ти си ја открил твојата желба за пишување, пишуваш и за останатите животни од сиот свет. Овде во оваа збирка можеме да сретнеме животни од мравка, нели мравка, и до слон, така. Зошто само животните? Зошто само тие пријатели? Епа не, видите, сега не се само тие пријатели. Јас пишувајќи за животните се разбира дека се сеќавам и на луѓето. Такви се и басните. Јас би замолил да чуеме од нашите артисти уште по една песна, а потоа ќе го продолжиме разговорот. Сакаме едно прашање да поставам, додека го смислам прашање. Важи? Да. Магарето се расплака еднаш и побара најубавата книга да му се даде. А кога му ја донесоа, тоа веднаш радосно седна и почна да ја јаде. На магарето лавовите му зборат. Еј, другарче,
имеат полна глава. Ако треба да работиш, зар мора секојаш некој да те мава? Леле, ама било и наетливо. И затоа си јадело и ќутек. Ей, другарчиња, да ви кажам една случка. Кога бев ке баба ми во село, требавме рано да одиме на нива. Спремивме и кога тргнавме, магарето за жива... Со магаре тргнавте. Магарето за жива глава не се помрднуваше. Ја слушнав баба ми кога рече: сега ли те фати и наето? Како дедо му на света. Се зачудив. Како може и наед да го фаќа магарето? Ама се увери во тоа. Чичко Михо се уверили затоа пишува песни за магарето. Свето каже нешто за едно магаре во селото кај нив кога биле и нешто забележав, рече и магарето имало инает. Тебе тоа ти беше јасно, јас не можам некако да ги врзам тие работи. Чичко Михо, како магаре па инает? Тоа инаетот е човечка особина? Еве, деца, читајќи ги овие басни, ние спомнаме за деца и наетчи, деца што се прават лавови, важни, јунаци што се прават. Тоа значи дека во басните иако пишуваме за животните, ние кога ги читаме, мислиме на луѓето. Значи басните ги исмејуваат тие негативни појави и карактеристики на луѓето. Се мислам нешто ќе биде најубаво да слушнеме уште две басни, а потоа пак ќе го продолжиме разговорот. Еден патор важно оди низ двор со крената глава и зборува нешто неразбирливо и за патките стари. Ој е многу учен, си велат тие, ќе стекне слава, зашто од вакви патори најубава супа се вари. Чичко Михо пишувал и за паторот. Сигурно и тоа некоја човечка особина. Па зарем и кај нас некој не се прави важен кога ќе добие добра оцена и кога ќе го пофали учителката? Треба многу да учи, зашто? Ке се лизде и ке падне. Кај кравата наручек конјот беше гостин. Па сакаше поголема важност да си даде. И рече, не сум баш таков како што ме гледаш, прости. Да знаеш само врз колку книги јас сум јадел. Чичко Михо пишувал за кравата, коњот и мравката. Кажи ни сега преку овие животни кои карактерни особини ги опишуваш? Па тука се опишани во тие басни работливи животни кои што со работа и со труд стекнуваат нешто. Значи мравката е вредна и работлива. Ей, другарчиња, се сеќавате ли кога бивме на екскурзија во Сарај? Кога ги гледнавме вредните мравки кои собираа храна и ги носеа во нивните живеалишта? Вредни животни се, но не и корисни. Се чудам, Чичко Михо, преку ликот на животните ги прикажувате особините на човекот. Кажете ни сега како се викаат тие творби. Па тие творби, како што спомнам и пред малку, се викаат басни. Значи басни се такви литературни творби, опишувани во проза или во стих, во кои главни личности се животните. Но кога ги читаме тие творби, тогаш ние се подсеќаме на карактерните особини на луѓето. Значи во животните ги препознаваме луѓето.
Како што можете да забележите, другарки и другари, што седите од таа страна телевизорот, нам овде малку ни застуде и мислам дека е ред да го завршиме овој наш денесен разговор на тема басни. Па како би завршиле поинаку ако не со една песна која што ќе чуеме од нашиот жив и здрав артист што седи овде. Мите Повели. Лавот рече, за денеска дискусиите се доста. Вака можеме да заклучиме. Од се што произлегува, поуката е проста. И од мравките може многу да научиме. Епа, баш ми е драго што ќе го продолжиме разговорот овде во училницата и ако добро се подсетиме, таму малку почна да ветер, па западна сонцето почна да ги каса малку ушите, меѓутоа, еве, овде е пријатно за разговор. Тука е нашиот соговорник Чичко Михо, чисто басни и песни ги представуваме денеска, а реков песни. Слушавме басни, па да чуеме една песна. Не ретко имаме можност да имаме овде во училницата и артистка. Да чуеме како нашата артистка гостинка ќе ни прочита една песна, потоа ќе поразговараме малку. Има еден цвет што ги збрал најубавите бои. Има еден цвет што цути и зиме и лете. Него сите можат да го видат растутен кога стои на лицето, штом ќе се насмевне некое дете. Па за да ни биде разубавено живеењето сето, со такви цветови го китиме цветот. Во песнава не се зборува за животни. Одлично забележано. Па Билјана, тука ни е опишано цвекенцето. Гледаш ли колку убава песничка е? Ама детето е представено како цвеќе. Чичко Михо, нели сме како цветенца сите ние децата? Деца, навистина многу убаво забележавте дека во таа песна јас децата ги споредувам со цвекиња. И споредувајќи ги со цвекиња си замислувам колку би бил убав светот кога би можеле да го закитиме само со такви цвекиња, со деца. Нели, кога зборуваме за мирот, секогаш сакаме на границите да посадиме цвекиња, да нема граници меѓу луѓето и така натаму. И таа мисла ме натерала дека најдобри цвекиња за да го зачуваат мирот, тоа се децата. И затоа е оваа песна така напишана. Добро, Чичко Михо, тоа беше твојот одговор на директно поставеното прашање. А јас би сакал малку само да запреме во овој наш разговор и да констатираме некаква разлика помеѓу оние басни во кои што, како што и самите разговаравме, се говореше за животни кои што земаат карактеристики, или малку поземуваат карактеристики на луѓето. А овде слушнаме една песна во која што и самите рековте дека нема животни. Епа сега, каква е разликата тука помеѓу басните и песната? И предлагам да чуеме уште една песна, па потоа пак ќе разговараме. Една воденица потонала до уши во утрината. Неколку грмушки фустаноти го прават, а наместо шамија, едно искинато облаче се симнало на низината глава. Па зошто тогаш скриена во долот самува? Дали бистрите води ја помамија? Велат, пред луѓето да излезе се срамува зашто нема нов фустан и шамија.
Добро, предлагам да слушнеме уште една песна која верувам дека ќе предизвика бурна дискусија потоа. Илјада звезди како звонца задзвонуваат. Илјада срни со шепот се мамат. Илјада славе и враце ми слетуваат кога зборува мама. Сите пространства лесно ќе се освојуваат. Луѓето ќе стигнат и до кумовата слама. И никогаш не ќе им текне да војуваат, ако слушаат кога им зборува мама. Колку убава песна. Најмногу сакам да слушам песни за мајката. Мислам дека сите песни се напишани за мојата мајка. Многу ја сакам мајка ми. Па кој не си ја сака мајката? Мојата мајка е најубава и највредна. Колку ми беше жал кога се разболе мајка ми. Посакав јас да бидам болна, а не таа. Чичко Михо, нели сите мајки на светот се најубави, најсакани и најдобри? Вие рековте дека вашите мајки се најубави, најдобри, најсакани. Исто така и јас мислам за мојата мајка. Можеби тоа моje мислење беше инспирација, повод да ја напишам оваа песна. И песната, вие која слушнавте, рековте дека се однесува за вашите мајки. Значи, јас сум успеал во тоа да почувствувате дека пишувам за една мајка, тоест за сите мајки во светот. Зајачицата зајачето за уши го влече зашто е немирно, зашто зелени сливи краде. Мечката со стап го тепа своето мече, зашто без прашање отеглата мед јаде. Срната своето срнче го советува кара, зашто го искина фустанчето на една смрека. А жабчето со нови чевли шлапна во една бара, па затоа жабата мајка по него крека. Само на Снежана денеска ништо не сакат да ја речат. Нити ја карат, нити ја тепат, туку само малку за уши ја влечат. Иако го искина фустанчето и зелени сливи краде. Иако шлапна во вирчиња и сладко без прашање јаде. Иако е немирна, денеска секи и простат. Зашто денеска е роден ден и за прв пат сама пречекува гости. Па другари, така, полека, но сме сигурно стасавме до крајот на овој наш заеднички час, на кој што искористивме да се запознаеме во живо, како тоа ние знаеме да го наречеме, со писателот, со авторот на многобројни басни и песни, кои што вие ги почувствувавте како ваши зборови. Да му заблагодариме на Чичко Михо за присуството на оваа наша средба, а верувам дека после овие сите песни и басни што ги слушнавме денеска, дека и вие ќе го земете вашето моливче, ќе го наострите и можеби вие самите ќе напишете по некоја ваква убава песна или басна. Некаде во градот, кај светли очи имаат сите излози во мрак. Моливо таму тагуваше ноќе
сакаше да има другарче пак. Денеска толку ученик мина. Моливот викна тивко без глас и од под една хартија сина излезе целиот блескав за час. Ученикот го купи моливот красен. Веднаш со нож му направи врв. Со него сега црта на часот, сака да стане ученик прв. Моливот знае другар да биде. Задачи тешки решава в миг. А детето некој ако го видел, секогаш има насмевнат лик. Thank you.